Холандија речиси секојдневно не потсетува колку не е корумпирана државата. Австрија жестоко критикува македонското правосудство и обвинителство заради долгови. На американската црна листа ред се редат нови и нови имења за кои сад имаат наоди за криминал, а во Македонија истите си имаат државни функции. И евроамбасадорот повторно потсетува дека во Македонија владењето на правото речиси и не постои. Гир, коментирајќи ја пораката од холандскиот амбасадор, вели дека Унијата очекува судството да работи со интегритет и со целосна независност, без надворешно вмешување. Сепак посочува дека имаат изразена загриженост за мешањето на политиката во работата на судовите. Сега ние го имаме покренато ова прашање цело време или константно, ние сме покренале загриженост, сме изразили нашата загриженост што се однесува на Републичкиот судски совет, кој што сушност е во самото срце на судскиот систем во земјата. И исто така од другата страна нашата загриженост која што сме изразили не се однесува само на однесувањето на Републичкиот судски совет, туку исто така Европската унија има изразено загриженост во врска со сериозни наводи на надворешно политичко вмешување дали во работата на Републичкиот судски совет или во судството во генерал. Токму поради таа причина Европската унија ангажираше оценска мисија од страна на ЕУ, која што даде препораки со цел да се зајакне работата на судскиот совет. Дадени се над 40 забелешки и препораки, кои треба да се имплементираат за колку толку работата да се придвижи кон правилна насока. Евроамбасадорот Гир вели дека имаат и голема загриженост за донесените измени во кривичниот законник по брза постапка со европско знаменце, каде има можност за зголемена наказнивост и празнина во еден дел од законот што треба приоритетно да се затвори. За критиките од Холандија реагираше и претседателката на Transparency International, Сладјана Тасева, која вели дека македонските граѓани во минатото повеќе реагирале на она што ќе го кажеле странските политичари или дипломати, но сега тие не реагираат ниту на изјавите на дипломатите, ниту пак на лошиот извештај на Европската комисија. После еден таков лош извештај, ние сме на некој начин благодарни што амбасадорите, тој сепак користи дипломатски јазик. Сите амбасадори се повеќе дипломати отколку што сме ние. Нашата работа е да кажеме јасно и гласно. Нивната е тоа да го кажат на дипломатски начин, но добро е сите гласно да кажуваме што е она што треба да се подобри и уште подобро е ако за тоа отворено разговараме. Инаку, ноемврискиот извештај на Европската комисија, голем дел од јавноста го толкува како најлош досега.